мислите ми се вратија пак по Егеот. Не можев да ги заборавам бомбардирањата, особено на традиционалните средби на македонците, кога надлетуваја спитфаерите и други авиони, не само што митралира и фрлаја обични бомби, туку и напалм бомби фрлаја. Ги фрлаја со цел да убијат, а уште повеќе да заплашат и да го растерат македонскиот народ од својата родна грудка. Ќе се вратам на еден случај од јануари месец 1947 година во селото Горно Родиво. Тогаш на кај Чаланпајак и Каракамен од вкупниот број на партизаните беа околу 70% македонци, само 30% беа грци. И покрај тоа доминантно учество на македонците, без да не консултират, без да не прашат, ни ги преиначиле имињата од македонски, со македонски имиње, презимиња бевме ние запишени во Демократската армија, ни ги направиле на грчи. Се сеќам во тој јануарски ден, на тој јануарски ден 1947 година, кога се го слушам и моето име, не Нушков Димитров Крсте, току Нускас Димитриус Ставрос. 3 пати ме повикаја, јас не се одазвам. Прозборија нешто командантот Петр Тануров со Јанис Кариофилис, Стафис наречен, и во место да ме повикат јас да истапам од стројот, Стафис пристапи кон мене, 1, 2, 3 чекора и вика: како се викаш бре момче? Викам: Нушков Крсте, команданте. Вика: пишете го Нушков Кристе. Не останав Нушков, бев Нушка Кристе. И со тоа заклучувам дека грците сепак сакале да не употребат за да постигнат својата цел, а пак да си терат по своје. Имав можност со Тодорас Папапанајоту, Алеко наречен, политкомесар на 24-та бригада, ми се чини дека 88 година се пресели во Грција, и тој во еден разговор прилично остар, на прашањето моје заправо ми одговори. Викам: дали македонецот имаше вистинска слобода во Грција, ако ја добиевме, викам, слободата и ако победевме. Вика: не верувам дека поинакот ќе беше во Грција од што е денеска со македонците во Бугарија и некои екстремни кругови што настојават, вика, во ваша братска Србија. Европа, каква и таква, ще отворват граници, али нашите соседи, нашите комшии, тоа не го гледат или пак не сакат да го чујат. Сите ние не сме нито бегалци, нито неистерани. Поразот на Демократската армија на Грција во 1949 година имаше тешки етнички, политички и економски последици за македонскиот народ. Скоро 60.000 македонци беа принудени да бараат спас во источноевропските земји, а 20.000 македонци ги положија животите во борбата за национална слобода на македонскиот народ. Многу македонски села беа срамнети со земјата, а цели региони во егејскиот дел на Македонија беа опустошени. Повторно, македонското име и македонскиот јазик беа забранети. Од името на својата генерација, од името на своите татковци и мајки, од името на сите нас, собрани на оваа средба, и се обраќаме на меѓународната јавност со следната декларација. Ние, кои минавме низ пеколот на војната, низ сите трауми на принудниот екзил, добро знаеме што значи личната и колективната драма на човекот. Илјадници наши врсници останаа за секогаш во пепелиштата на војната, или пак со своите страдалнички животи ги расфрлаат по светот како откорнати. Ние кои останавме, израснати во разни земји на светот, научивме да истраеме во добро и зло, никогаш не губејќи надеж и покрај суровоста на животот, дека еден ден пак ќе си ги видиме нашите мајки, татковци и родниот крај.
На тогашната југословенско-албанска граница, кај селото Стење, на Преспанското езеро на 5. јули 1948 година, веднаш по објавувањето на резолуцијата на Информбирото, албанци, така наречени интернационалисти, преку ноќ префрлија 400 тешко ранети македонски и грчки борци од нивна територија на наша. Оваа нехумана постапка, безпримерно сурова спрема ранетите, криеше подли намери кон тогашна Југославија. Сепак тоа подметнување не успеа. Организацијата за помош на ранетите ги мобилизира сите можни средства и успеа за еден ден да ги префрли и да ги смести во посебните болници во Република Македонија. Во историската пресметка меѓу републиканските и монархистичките сили во Грција, македонците масовно учествуваа на страната на републиканските сили. Од околу 35.000 војници на демократската армија на Грција, околу 15.000 беа македонци. Голем беше придонесот и на македонската жена. Позадината на фронтот исто така беше македонска. Затоа граѓанската војна во Грција имаше карактер на национално-ослободителна борба. Со заминувањето на децата во источноевропските земји, всушност Комунистичката партија на Грција сакаше максимално да ги мобилизира македонците и да го реши тешкиот проблем на резервните сили на Дага. По крвавите битки на Грамос и на Вича, бројот на жртвите и на ранетите значително порасна. Ранетите борци деноноќно беа префрлувани на денешната територија на Република Македонија. На нивно располагање беа ставени најдобрите болници и квалитетен стручен персонал во Република Македонија. Лекарите и медицинските сестри деноноќно се грижеа за ранетите. Благодарение на нивната пожртвуваност и стручност, многу животи беа спасени. Илјадници борци беа враќани во живот и кај своите деца кои беа распрснати по светот. Голема беше братската грижа и љубов кон ранетите борци што ја изразија македонците од Република Македонија во однос на своите сонародници што се бореа за слобода и елементарни човекови права.